Почитувани, добар ден. Повторно со црвена линија, што значи повторно ќе бидеме во диалог и дискусија само со вас. А зашто ќе зборуваме? Секако ќе потсетиме дека владата продолжува со кампањата низ маркетите, каде што се зборува за замрзнување на цените. Меѓу другото, ќе имаме и прашање до вас, дали според вас владата со кампањата низ маркетите се грижи на ваквиот начин за стандардот на народот или според вас се прави ефтина реклама? Како и да е, имаме прашања на кои што сакаме да ги слушнеме вашите одговори, а ќе потсетиме меѓу другото дека задолжително треба да не заследите и на Facebook Црвена линија. Веќе таму и има коментари, што значи можете да се надоврзете на дискусијата. Ќе ве потсетам дека и на Твитер ја објавуваме темата. Тука секако и профилот на Телма телевизија, на кој што зборуваме нели повторно за истава тема, за која што најмногу очекуваме да бидете директно вклучени на нашиот добро познат телефонски број 023-07-00-05. Ама што не е секогаш задолжително и најважно. За оние кои што редовно не следат на Инстаграм, знаат дека со верувам и нетрпение кликнуваат на Инстаграм стори и секојдневно објавуваме анкетни прашања кои што ги поставуваме и во диалогот со вас во живо. А еве денес прашањето како гласи за сите оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте не заследиле, направете го тоа и дадете ни одговор на денешното прашање. Дали владата со кампањата низ маркетите се грижи за стандардот на народот или се прави ефтина реклама? Одговорите се две опции, тоа значи да, не, а зависно од тоа, нормално, кој е вашиот одговор, кликнете па се разбира резултатите, стандардно ќе ги прочитаме таму некаде кон крајот на денешното издание на Црвена линија. А во продолжение ќе одиме и со прилогот на Ирина Чачкова, па да погледнеме како изгледаше денешната поседа на премиерот и Димитар Ковачевски заедно со министерот за економија Бектиши, каде што се најавува меѓу другото и намалување, замрзнување на цените на овошјето и зеленчукот, како и на хигиенските производи. Премиерот Ковачевски и министерот Бектеши со пазарните инспектори повторно на терен. Овој пат ги контролираа јајцата и оризот, но фрлија око и на цените на другите производи кои се под мраз. Ковачевски повторно из пазари, Бектеши само разгледуваше. Се соочија и со пензионерите. Го прашаа премиерот како со пензијата да го поминат месецот, а му се пожалија и дека со намалувањето на цените за неколку денари нема да им се промени живеачката. Со 12.000 ве молам, кој може да преживее денеска? Цениве се до плафон, значи со 2 денара макарони и јајца денар на 99 денари и сега ги замрзнавте цените. Значи што е тоа поевтинување? Цените точно е дека беа многу зголемени, затоа што има војна во Европа се води. И секаде се зголемени. Јас пратам, следам, значи секаде се зголемени. Она што направивме прво на дел од производите ги замрзнавме цените. Освен за животниот стандард, продискутира и за спортот. Да. Ама ја куцам. Арта игра фудбал со физика. По проверката најавија дека по цените на јајцата и оризот од утре под мраз одат и оние на хигиенските производи, а најверојатно тоа ќе се случи со цените на неколку видови овошје и зеленчук. Во делот на овошјето и зеленчукот вчера ги добив анализите од страна на Министерството за земјоделие. Би сакал да му се заблагодарам на колегата Николовски за деталната, обемната анализа. Денеска во тек на денот мојот тим работи, најверојатно повеќе од 5-6 производи ќе бидат замрзнени во текот на ова недела. Генерално владините одлуки трговците ги почитувале. За неколку дена пазарните инспектори направиле околу 500 контроли. Констатирани се 6 прекршоци. Директорот на ДПИ, иако најави дека јавно ќе бидат објавени имињата на оние кои не ги почитуваат одлуките, сега ги замоли новинарите за трпение. Јас ќе ги кажам имињата на фирмите кои ги прекршиле и не ги почитувале одлуките, но ве замолувам за мало трпение до завршување целосната постапка.
Премиерот рече дека ќе продолжи со оваа пракса. Сакал на лице место да ги види цените и можностите за намалување. Минатата недела падна одлука под мраз да се стават цените на јајцата и оризот. Предходно тоа се направи и со тестенините, млекото и млечните производи, а на 33 денари се ограничи цената на белиот и полубелиот леп. И додека владата се обидува да го поевтини пазарењето, предходно и од ССМ и дел од експертите посочија дека со замрзнувањето на цените се доцни. Тоа требало да се направи уште лани кога тие почнале сериозно да растат. Ете, гледате точно за што ќе говориме денес. Се верувам дека сите вие постојано одите во маркетите како потрошувачи и имате целосен увид во вистинската слика за состојбата со цените. Па еве според вас што мислите, дали владата со ваквиот тренд и со кампањата низ маркетите се грижи за стандардот на народот или според вас се прави ефтина реклама? Одговорите секако ќе ги слушнеме од вас, а на 023070005 ќе посетам. Имаме 5 активни линии, што значи ево од искуството колку пати да повторуваме, тоа е најверојатно нешто што е задолжително, е да се намали тонот на телевизорот, односно да се стиши телевизорот целосно, да зборуваме преку слушалка, за да немате чувство, како што велат некои гледачи, дека некој друг се вклучува, имаат ехо и така натаму. Тоа е причината поради која што и постојано повторуваме да се намали тонот на телевизорот. Еве уште еднаш се повтори. Телефонот веќе звони во рижја, време е да слушнеме кој ќе биде првиот гледач. Добар ден. Добар ден, јас сум на линија. Да, вие сте и тоа во црвена линија. Точно знам, дека сум во црвена, ве гледам и го гледам предходно го гледам овако. Ги гледав министрите каде се и што се и како се, ма да и са бајле ги видов. Така да, значи, мене многу ми е, како да кажам, чудно, криво, како да речам, зашто кромидот иде од Албанија да биде 100 денари, 95, не е битно. Кога, еве кај ни Албанија, комшија. Ајде, еве увезуваме, ние нашиот не пишува, читам на интернет каде го фрлат у депонија, треба да се увезе затоа што сега малце не знам како ќе звучи, меѓутоа владата ни е од некоја друга, како да речам, партија, која се влече вајде на своја страна, живеат во Македонија, јадат леп тука од Македонија, сите услови ги уживаат, а влечат за комши да увезуваат од Албанија претежно, производи, да кажам, овие, ајде, секакви земјоделски се, да не набројувам. Значи, за жал, многу е тоа жално и како, зашто да биде толку, колку е Албанија, колку е од кај идат банани, не ананаси, да не набројуваме помаранџи и лимуни, све. Која километража имаме за Јужно Олошје, а која километража овдека за патлиџани и кромит што се увезува. Мислам, стварно е ова нонсенс, не знам што да кажам, катастрофа невидена и срамота голема за министрите, затоа што министрите си се поврзани со бизнисмените што увезуваат и си влечат и си делат и што си прават, тоа си прават они. Благодарам за вклучувањето. Ке посетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди и така еве гледачката секако го стартуваше ова издание со една информација еве со која што на големо се зборува, а дека цената сега веќе на кромидот знае да биде екстремно висока, цените од 85 денари до 95 денари кромид. Дали кромидот го изфрливте од употреба во готвените јадења и во салатите? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сакам да разговарам за ова шетањето маркетинг по маркетите од нашиот министер. Така ве слушаме, повелете. Јас многу слабо го слушам. Во програма сте, повелете. Добре, што се однесува до мене, гледате, ќе мора уште еднаш да подсетиме, значи 5 линии се активни по вртењето на 02-307-0005. Ве молам, задолжително проверете дали е намален тонот на телевизорот целосно.
Ке можете да ме гледате на екранот во просторот каде што следите Црвена линија, но без целосно, без звук и зборувате телефонски, односно исклучиво преку слушалка. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам, во Црвена линија сте, па еве по маркетите... Благодарам, јас ве слушам, добро е што ве слушам. Меѓутоа, нешто во техниката не е лошо и вие да проверите само вашата техника. Техничарите, мислам, колку е, како е, што е и вие што слушате и ние што слушаме себе, тие тоа најдобро да го знаат. Иначе ние го намалуваме телевизорот кога треба да го намалиме. А да не ги губиме секундите, драгоцени сте да ни кажете како потрошувач кој е вашето мислење со еве како коментирате овие кампањи по маркетите, дали се за вас подобрување на стандардот или ефтина реклама? Благодарам што секундите ми ги повторивте, еве кога разговараме со прашања под прашања, би себало малку така да бидеме полагодни со времето, за да кажеме. Вака сега, јас со цените, со ова, не сум ич задоволен. Ич не сум задоволен, пошто прво ние старовме сите граѓани, не произведуваме ништо. Сите сакаме готово, готово, нема, што вика, на тасна нема сервирано никаде ништо, мора малку мака за да се дојде до нешто. Инаку ова што е одењето на министрите, на владетелите наши по маркетите, ова е срамо да се го прават. Ова е само замачкување очи на народот да не се интересира за 2 милиона и 700 тамо колку рекоа за косење цеви, за цечење дрва, а тие тамо ќе сечат дрва, ќе крадат, ќе плачкат од околу аутопатичната, ќе земаат милионски суми. Еден обичен директор на патична тоа го прави, такви далавери прави. А што прават па министрите? Со колку број милиони па тие располагаат во тоа нивно договарање, во тоа нивно плачкање на државата. Срамота е ово што се прави со народот. Дали замрзнувањето на цените го заштити стандардот на народот според вас? Каква заштита на стандард со замрзнување на цените, тие дозволија прво цените да отидат до небо. Благодарам многу. Ете, гледате кога е неопходно и ќе ги ресетираме секундите, како и да е во прилог интерес ние да ве слушнеме во што поголем број. Особено што еве секојдневно сите ние пазаруваме по маркетите и навистина се обидуваме да ги задоволиме потребите и маестрално да пазаруваме така со цел да биде што побезболно по домашниот буџет. Но колку е тоа возможно и дали гледате подобрување на стандардот со замрзнување на цените или сите овие кампањи по маркетите се ефтина реклама, како го доживувате вие тоа, ќе слушнеме сега. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Да, Панче овде, редовен гледач, со деца ве гледаме, да ги поздравам Никола и Мила, моите дечиња. Голем поздрав до вас. Хвала многу. Па, накратко, да, тоа е ефтина реклама, дефинитивно се работи за нестручен кадар во владата, пошто има 100% инфлација неприродна и односно и хиперинфлација, која што е малтене на граница на војна, затоа што претходно ако вредели 1000 денари, сега вредат како 100 денари, таа некоја си оваква хипотеза, можам да кажам, а дефинитивно треба вистински економски мерки да се воведат против инфлацијата, која што е огромна, затоа што, пример, еве, еден леп, не знам, кој што коштал 36 денари, сега кошта 60 денари, значи скоро 100%. Треба вистинска мерка, значи нестручна влада. Дефинитивно во владата има нестручни економисти кои што не може да се справат со инфлацијата. И се најавуваат дополнителни замрзнувања на цените на други прехранбени производи. Овош е зеленчук. Вистински економски мерки против инфлацијата, кои што тие си ги знаат професори на факултета, меѓутоа не знаат да ги применат или не ќе. И ова е што се случува, тоа е тоа. Што има вистински раст на цените и што е опасно. Толку. Дали се уште користите кромит во салатата и во готвените јадења? Па нема глупости, може да се користи млад кромите поевтин, нема врската.
Така, благодарам многу за вклучувањето и јавувањето. Оние кои што подоцна се вклучија, нормално по она што го кажа и првата гледачка, зборувавме дека граѓаните се изненадени од екстремно високата цена и на стариот кромит, па и ви гледачот рече дека сега веќе по маркетите стартува и сезоната на младиот, кој што е далеку поевтин, но 95 денари, 85 денари навистина се и превисока цена за кромит. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, па еве. Се слушаме ли? Да, одлично ве слушаме. Фала му на Бога што сум ја на линија, од Рачиново ве поздравувам. Голем поздрав и до вас секако. Така, немој да мислите дека ние не следиме програмите, било кој, него мене, пошто во таймер, два збора имам и беше жал за министерот Бектеши, немало изгледа плата, не ја земал, па затоа не купувам ништо и ја чека платата. А на премиерот, хвала Богу што му останал уште некој денарче во џеп и купил нешто. Како мисли дека ние како народовца сме? Како замрзнување на цените кога не знам колку инспекторите Бектеши ги има по маркетите, тие гледат само во тикетите се симнало нешто, а не ја фаќа ова, да ти речем, производот и да ја прочита колку грама има во него. Например, питолско кисело млеко од 400 грама на 300 грама. И сега, ја не знам која плячка е ова треба да биде. Ако еден денар се симнало цена, се замрзнало, значи 99 грама минус. Пак во артикол. Лебот, полобели бели леп, пошто имам уште малце време, дај да ставиме вага, дали овие вагите наши не чинат или што е проблемот? Што е проблемот? Значи од 380 грама еден лев, а ние по балкански начин викаме дај ми кило лев, а знаеш колко лева едно кило ќе прават? Тоа значи 3,5 лева. И пак ние плаќаме 2 и нешто евра лев. Не е тоа. Млечните производи, кој ги контролира? Так, благодарам бескрено за јавувањето во црвена линија. И секако драго ни е да, особено денес, имаме во огромен број со оглед на тоа што, ќе повторам, вистински предизвик е во периодот наназад да се пазарува. Домашниот буџет е преоптоварен, налетуваме и наидуваме навистина на превисоки цени. Но како и да е, владата ги замрзна цените, ета ќе ги споменеме и јајцата и на народниот леб, на макароните и се невувате и останати замрзнувања на цените и на оризот, но и на хигиенските производи. Како го коментирате се ова? Забележувате ли подобрување на стандардот? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. Мене не ми интересира ни јајца, ни ориз, ни кромит. Ме интересира пренос на струја. Што се плаќа тroduplo него потрошената електрична енергија, тоа да се укине. И не да ме лъжат со 2 динара, 3 динара. Не сме малоумни, ми е едно лиџерче за деца нема испод 20 динара, 30. И ќе идеме по продавници, ќе шетаме, немаме друга работа, ајде се ќе шетаме, еве, се интересираме за граѓаните. Тие работи месечно од 400-250, тоа намалување, цилење од 400-250, па да нечат се фалат, еве, намаливме. Ова денар-2, замрзнавме макарони, тоа е глупости невидени. Колко ќе лъжат они више? Нема што више да измислат, не знам што ќе им текне више. Има по-битни работи да се замрзнат него рацете, да ги замрзнат со паливе што прават. Да ги замрзнат и да немаат лепак на рацете. Лом направила држава, лом ја направила. И сега идеме по маркети, ќе го лъжеме народов со динар-2. Самота. Бидете поздравени и пријатно.
Благодарам многу, бидете поздравени вие, секако продолжете да не гледате. Нема да ги изоставиме секако и коментарите од Твитер заедницата. Твитерджи секогаш имаат многу коментари, што издвоивме за ова денешно издание во Црвена линија. Стартуваме со твитот на Админ Админовик, не случајно затоа што и првата гледачка токму зборуваше за тоа зошто оваа земја увезува толку многу овоше зеленчук. Админ Админович напишал: увезуваме кромит, компир, граф, нешто што може тука да се произведе, ама како doing business, како ќе се нафатираат со пари инаку. Баш кај што стимулираме, увезуваме од Албанија. А што мислите вие? Дали чувствувате подобрување на стандардот на својата живеачка, особено по првичното замрзнување на лебот и тестенините? Се најавуваат дополнителни замрзнувања на цените и на овошјето и на зеленчукот, но и на хигиенските производи. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Па види вака, ја воопшто не доживувам сигурност од оваа власт која е поддржана од Америка, која супорно ја тера пред себе да бута све живо и диво за да владее со оваа држава. Значи, вака гледајќи ги по телевизија господана што денеска се рекламира по маркетине, не знам у која маркетинг куќа ги снимале или нешто некако Дормео, како такви фирми. Така ми изгледа, манекени прави. Така да, мислам дека и ситуацијата со пензионерката поеќе ми делуваше наместена него на реална, исто како еден што фалеше владата, ако би текно еден граѓевинар таму, кој кажуваше у Германија било полошо него овдека. Значи, верба нема мич во овие цени вака што ги замрзнуваат, ќе ни се ударат од глава. После кога ќе дојде одмрзнувањето, ќе се одвалат како лавина надоле, ќе носат све пред себе. Значи, видите у Германија што се рекуваат таму синдикатите, пилоти, машиновозачи, кондуктори, стюардеси, таму градски сообраќај, викаат испод 500 евра, вика не сакаме да чуеме да ни дадат. Значи пари треба да се даде народ, бидејќи инфлација е во Европа, ние сме врзани со еврото и на народот треба пари да му се даваат, како рипа стандардот, како паѓа стандардот у Германија и кај нас исто да се стимулира. Поздрав. Благодарам многу, дадовте вие од друга страна и идено решение како е најдобро да се подобри стандардот на народот. Продолжуваме на Твитер со твитот на Uncle Alex 7, кој што напишал: а има ли регулаторно тело кое е дел од власта, кое би требало да ја регулира таа цена, односно да регулира во рамки на кои вредности минимум и максимум би можело да се движи цената? Или е ова па натрпе од Рачево му текнало денес црвениот кромит, ке го за 200 денара. Како и да е, ние понатаму продолжуваме со вас. Дали чувствувате подобрување на стандардот, особено по првичното замрзнување, и очекувате ли дека ќе има уште поголемо намалување на, односно зголемување на и подобрување на стандардот на народот со дополнителните најавени замрзнувања? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На линија, намален ли е тонот на телевизорот? Благодарам. Намалете го тонот на телевизорот. Ја ми се чини дека намален телевизорот, може да почнам, така? Да, секако повелете. Благодарам, па вака. Прво, за мене ми се чини дека председателот на владата воопшто не треба да излегува и да оди да прави контроли на цените во маркетите. Затоа треба да постои, значи, пазарна инспекција и да има регуларно тело кое ќе ги контролира цените кои што се формираат. Се овдека главен за мене, значи чинител во стварањето на цената е производјачот, дали ја покачил и колку ја покачил цената. Едно млеко кошташе 22-24 и некогаш и сега откупна цена.
горивата со кои што се пренесува тоа млеко, еден од факторите, да речеме, се намалија за околу 30% цената на горивата. Струјата остана, да речем, скоро иста и дури добиваат субвенции затоа што значи се, да речем, од тој витален дел за производство на храна. Не знам кое е оправдувањето на тие значи трговци кои што ги формираат цените, а што тамо зголемуваат? Дали ја зголемуваат, значи превозот, дали маржата, дали што е, не знаеме, но секако само не дерат. Дали имаме 10 кожи, не знам, ама некој треба да размисли за тоа. Дали сматрат трговците дека треба да одиме и утре, да пазариме и да му оставиме промет, да има од што да живее и тој. А тие премногу се нафатира, премногу створија капитал. Секако ќе подсетам да се внимава на тајмерот. Големо благодарам секако и вам за јавувањето во Црвена линија. Одиме повторно со твитерџи, па и доколку сакате и имате слично размислување како некој твитерџи, можете да дополнително и коментирате во вашето излагање во Црвена линија. Анкл Алекс Седум напишал: другар, тука кромит, патлиџан, компир и слични зеленчукови и овоштарски производи мора да бидат со нормална цена. Како така релативизираш покачување на тие производи кои ги имаме во изобилие во Македонија? Дајме малку по-нормално размислувајте. Имало инфлација во Германија, бе. Ние имаме секако гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Дали владата си со кампањата си прави маркетинг? Мизерија, не, ова е мизерија, не да е маркетинг. Срамота. Ова е ненормална работа, верувајте ми. Огиње свежи. Лажат по 1 динар или вика се фали, пензиите ги качил 8%, колку таму? Брука, срамота. Дали ваши новинари беа да пред седиштето на пензионерите како штрајкуваат? Мизерија таму е, како хаос е. Ги трошат парите на пензионерите, сакаат да се одвојат сите. Не слушате? Да, ве слушаме, продолжете. Абе, срамота, греота, луѓето, викаат таа Станка, де се јавува, не прима никого. Ајде во однос на темата, дали ве чувствувате дека ако дополнително има замрзнување на овошето, зеленчукот, цените исто и на оризот, па и хигиенските производи, ќе има подобрување на стандардот? Па тоа е исто, а најранлива се пензионерите, така. Ова им зима 40.000, таа е председателка на пензионерите на Македонија, по сите овие општински, таму ги мести, само да подршка да имаат, а пензионерите греота и срамота. Им зимаат парите, сите сакаат да се отпишат и секој у фондот да си плаќа. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме секако со вас и ве слушнавте досега какви излагања и размислувања, пред се како потрошувач има гледачите, па еве да слушнеме што друго ќе кажем, можеби новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Добар ден, почитувана водителка. Еве, да почнеме веднаш. Со промена на цените, со реклами на министрите, со реклами на премиерите по овие наши улици, продавници, веќе срамота е да зборуваме. Вие поставувате теми, ние веќе на такви теми со децени изборуваме. И веќе гнасно ние да разговараме, пошто овие владетели наши и владетелската и опозиционата тајфа, ако сакаш опозицијата да има избори во овие 7 години, ќе најдеше начин да се сменеше оваа состојба со цените, со заработувачка, со пензии, со се. Овие не сака, овие лагодни деца најавуваат избори и бараат овие сами да се тргнат. А овие со камења, со бои, со оган, со не знам што, со бекатони, маваа по полиција, по згради, палеа простории на председатели, се живо лошо правеа, за да дојдат да власт, овие ги молат. Значи дека тие учествуваат и соработуваат со владетелите. Затоа не е заверување веќе ни заменик председателот, ни
Председателството на ВМРО, ова не е слика на ВМРО-вци, ова е слика на едни градски лагодни деца, ништо друго не е ова. Не може овој народ така, не може секој лошотилук се тргал со лошотилук. Не може ти да лошиот стварно да приоѓаш и да бега од милионите. Овие се научени милиони да лапаат, да ја унишат Македонија, да го унишат народот македонски. Пред уништување е овој наш народ. Ја не знам до кога ќе чекаме, до кога да не направиме на национална коалиција, на македонска сончева топка, ако сакаме да се спасиме. Благодарам и вам за вклучувањето. Сега ќе ви го прочитам и твитот на премиерот Димитар Ковачевски во однос на темата за која што денес зборуваме со вас како потрошувачи секако. Нашите одлуки за замрзнување на цените на јајца од кокошка и ориз се почитуваат. Изненаден сум што е намалена и цената на брашното, без да донесеме одлука за тоа, иако најавивме такво нешто. Ние нема да застанеме, ќе олеснуваме, а нема да отежнуваме на нашите сограѓани. Па еве, дали по првичното замрзнување на цените на тестенините чувствувате подобрување на стандардот и еве дали верувате дека без да се донесе одлука како што е намалена цената на брашното, ќе се намали цената, например, на кромидот и дали сте оптимисти дека конечно со здивнати ќе можете да пазарувате низ маркетите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, дали го намаливте тонот на телевизорот? Да, намален е тонот. Се слушаме ли добро? Да, се слушаме. Па еве, чувствувате ли подобрување на стандардот по првичното замрзнување на цените и верувате ли дека по тоа како што и ветуваат од владата дека ќе олеснуваат и нема да ни отежнуваат? Ја мислам дека нема да има никакво подобрение додека не се смени ова влада. Се мислам дека така ќе се остане и до крај, додека не се смени владата на Република на Македонија. Така ве слушаме, можете и малку погласно, еве лично вие дали... Ја мислам дека нема да се смени се додека не се крени народот да застани зад опозицијата, зад владата, зад опозицијата на Република Македонија. Се мислам дека нема да се смени, се додека не стани народот да се свести дека сето ова, сето е пропаганда, ефтина пропаганда. Сето е ефтина реклама. Се мислам дека така ќе биде, додека не се свести народот. Ќе се одвиваат работите се додека не се свести народот. Добро, благодарам ако е тоа се за ова вклучување во црвена линија. Некои од гледачите одбираат да бидат и куси и јасни. Одиме со ново вклучување. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, дали еве чувствувате подобрување на животниот стандард? Дали забележувате еве намалување на цените во македонска каменица? Нема да може. Те истото. Како стандард? Тоа ли е стандард? Денеска прашајќи на пензионерка по премиерот. Вика, имам на дени пата како да преживеам. Овде одговори ништо. Како да одговориш? Како тоа? Тоа бачкање очи. А има, можете ли да ни откриете колку е цената на кромидот во каменица? Па исто е. Што знаеме. Колку е тоа исто? 85 денари, 95 денари, колку? Па тука се движи од од 80 до 100. Младиот се излезе на ефтинеје. Младиот излезе, он е ефтинеје. А колку точно е цената на стариот кромит? Молим? Колку е точно цената на стариот кромит во каменица? На стариот? Да. Што ја? Колгерската каменица што ја?
Дали се уште го имаме гледачот? Добро, како и да е, време е сега малку да здивнеме со реклами. Бидете веќе подготвени, бидејќи во продолжение ќе ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Заследете не, се уште имате време да дадете одговор на анкетното прашање. Сега е време да ги соопштиме и резултатите од денешната Instagram Story анкета на Црвена линија. Уште еднаш ве подсетувам, како и на почетокот на ова издание, следете на Twitter, Facebook, секако и профилот на Телма телевизија, а на Instagram интересно. Имаме, ке речеме, нерешен резултат во однос на одговорите на прашањето дали владата со кампањата низ маркетите се грижи за стандардот на народот или се прави ефтина реклама. Со да одговорија 50%, ама со не одговорија исто така 50%. Благодарам на сите оние кои што се вклучивте во ова издание на Црвена линија, секако и на вас кои што дававте одговор на анкетното прашање. А сега е време да се подготвите дома. Имате една домашна од мене која што ќе биде проверена за кусово заврти на Телма, а тоа е да ги откриете одговорите на следниве прашања. Кој е актер на даскалот во филмот Прашина? Тоа е едно прашање што ќе ви се падне на тестот заврти на Телма. Второто е кој договор за пријателство, соработка и помош е потпишан во Варшава 1955 година? Еве ви уште едно прашање на кое што сами ќе дојдете до одговорот. Имате време. Во која боја е петокраката звезда на виетнамското знаме? Црвена или жолта? Ве чекам во заврти на Телма да освоиме заедно награди. Се гледаме за кратко.